Моја денешна соговорничка е господјата Снежана Бојчин, председател на Сдруженијето за болни од цистична фиброза. Добро утро. Со какви проблеми најчесто се соочуваат болните од цистична фиброза? Се соочуваме со голем број на проблеми, од кои што во последно време најголеми се недостатокот на симптоматолошка терапија и во последната година имавме изразит недостаток на венска терапија, кое што резултира со влошување на здравствената состојба на пациентите. Еве според најновите информации од Министерството за здравство, во овој момент со 5 ново диагностицирани пациенти во оваа година вкупниот број на пациенти изнесува 106, што значи намалување од 20 на пациенти во однос на 2014 година. Сериозна е ситуацијата со болните со цистична фиброза. На позитивна листа од фондот ги има само основните лекарства кои им се потребни на пациентите што боледуваат од ова ретко боледување, заболување. Како се снаоѓаат да дојдат до потребните лекови? Точно, станува збор за симптоматолошка терапија, која што е обезбедена од Фондот за здравствено осигурување и која што терапија не ги опфаќа проблемите на сите пациенти, нити сите проблеми на еден пациент. Се снаоѓаме така што тие што имаат доволно финансиски средства успеваат по нешто од терапијата да купат, меѓутоа очигледно е дека станува збор за скапа терапија и самата состојба со бројот на пациенти, со просечниот век на преживување говори за тоа колку родителите успеваат да се снајдат. Колкав е бројот на заболени од цистична фиброза и каква е ситуацијата кај нас во однос со соседните земји? Ние во овој момент, за жал, немаме официјален број на болни со цистична фиброза и апелираме, како и за другите ретки болести во Македонија, да се излезе со една официјална бројка колкав е во моментот бројот на пациенти со цистична фиброза, каква е дистрибуцијата по возраст и по потреба за лекови. Исто така би сакала да кажам дека за разлика од другите земји, соседни земји, каде што навистина има силен напредок во терапијата, обезбедување на терапијата за болните со цистична фиброза, ние во Македонија тапкаме на место и уште повеќе имам впечаток дека се враќаме назад, токму поради она прво што кажав, и терапијата која што претходно беше обезбедена, еве сега стана и таа проблематична. Би сакала да апелирам, нели поводот се ретките болести, цистична фиброза е ретка болест, и буџет за ретки болести во кој што се обезбедени средства за персонализирана медицина. Ние имаме лекови такви, тоа е лекот Оркамби. Има пациенти во Македонија кои што примајки го овој лек може да им се спречат компликациите, значи и да немаат никаква потреба од други лекови. Ние апелираме до Министерството за здравство, до Националната комисија за ретки болести да направи напор овој лек да биде обезбеден за пациентите со цистична фиброза. Тој нема да ги опфати сите пациенти, но барем ќе ги опфати оние на кои што им е потребен. Вие како здружение колку можете да им помогнете на болните во однос со пронаоѓање на лекови, терапии, редовни терапии и слично? Видете, ние како здружение речиси воопшто не можеме да им помогнеме. Станува збор за антибиотска симптоматолошка терапија, чиј што увоз во земјава е забранет од немедицински лица. Ние можеме само да ги охрабриме да издржат, може да им обезбедиме помагала и тоа го правиме во последниот период, бидејќи за болните со ЦЕФ нема помагала обезбедено од државата, нити се опфатени од некои од законите, нити се деца со посебни потреби, нити се деца со хендикеп. Значи, навистина во овој момент тие не се опфатени со ниту една програма во државата, иако станува збор за сериозна животозагрозувачка болест, која кај децата се јавува уште од најраниот период. Најголемиот дел, всушност, на децата со цистична фиброза се диагностицирани во првите 7 години од животот. Ви благодарам што бевте моја денешна соговорничка. Временските услови толку дозволуваат. Иван, доколку нема дополнителни прашања, се надевам дека нема, тоа беше се. Да, покрај сите проблеми уште да ве задржувам на дождот нема смисла. На тема ретки болести ќе продолжиме да зборуваме во денешното издание во ова утро со Весна Алексовска, представник или председател на Алијансата за ретки болести, и токму она што го спомнавте со твојата